свято клонение, родителе, водвасвидетелство ваше Тебе, возлюбljena od Tja Sina imenuja, i duhovne golubine, izvesto vaše slovese Betlenije, javleka Hriste Bože, i milost Tešte i slava Tebe. Tvoj Jordanje kreštaju, što sja Tebe, Gospodin, Trojice skore javi se poklonjenje. Bog se javi. Bog se javi. Навистина се јави. Бог се яви. Навистина се јави. Почитувани дами и господа, браќа и сестри православни, нека денот во Јорданија Христовото крштевање ни донесе на сите мир, благосостојба, здравје, среќа. Сакам да ви спомнам дека минатата година од 6 до 13 мај ја посетив државата Израел и светите места Витлем, Ерусалим, реката Јордан. Секаде таму каде што присуствував, се молев за здравје на сите добронамерни луѓе и бидејќи ние сме земјоделски крај, викав Господи, штити не од пожар, од суша, од град, од неповолности. Мислам дека Господ ја слушна мојата молба и минатата година тие проблеми ги немавме во големи размери. Ви посакувам уште многу години да се дружиме и овој ден да го славиме. Амин. Амин. Повикуваме идниот кум и го преземе кумството од сегашниот кум. Нека ви се среќа и посакувам се него. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. За многу години нека е денешниот ден. Амин. Уште многу години да го славиме. Амин. Го повикувам и градоначалникот да ви се обрати. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Во оваа прилика не треба да се држат многу говори, бидејќи ова е свет ден. Нека Господ во срцата ви донесе среќа, здравје и добри намери во животот. Секајте ги сите они околу вас и тие да ве сакаат вас. Животот само на тој начин ќе ви биде исполнет и полн со љубов. Останете со здравје и оваа година, летово 24-то, да го одиме заедно со добра мисла и чувство за заедништво. Благодарам. Амин. Бог се јави. Бог се јави. Бог се јави. Благочестиви христијани и христијанки, православен наш народ, радовишки и македонски. Еве 13 години од возобновувањето на фалањето на крстот овде во водите на базените на Шампионче и затоа сакам да ви ги прочитам кумовите кои почнаа и денес оваа година кој ќе биде. Сакаме да им оддадеме едно големо внимание затоа што ни ја украсуваат оваа манифестација со желби се пријавуваат, имаме уште и за 2025 кум кој ќе биде и за 2026, а понатаму може и некој друг ќе се пријави. И една голема благодарност исто и до подржувачите на оваа манифестација од која и отпочна, тоа е Сашко Николов и Никола Милски. Затоа ги повикувам да им дадеме по една плаката од името на црквата на кумовите. Прв кум кој се пријави во 2012 година Јосиф Георгиев и беше цела година како кум. Втор кум кој за жал е одсутен денес, има некои приватни работи, Николајчо Николов, па може некој да ја прими за него наградата. 2013 година Николајчо Николов кум. Трет кум, сегашниот градоначалник 2014 Ацо Ристов.
...2015 godina Naumče Petruševski. Čestitki, da ste zdravi i živi. 2016 godina Krsto Georgijev. Čestitki, zdravi i živi. 2017 godina Bojan Mitevski. Čestitki, Bojan. 2018 godina Ljupčo Kavčev. Ako ga nema, neko drug može da ga primi poklonot ili poskim mu dajemo. 2019 godina Đorđe Ristov. 2020 godina и 2021, да не се повтори вече кога беше ни пандемията, Горан Поцев, 2 години едно по едно беше и со молитвите никогаш да не се повтори, да бидеме само здрави, сречни и весели, секоја година по-радостни, по-весели. Повелете Горан. В 2022 година Зоран Мицев. В 2023 досегашниот кум Миле Джозеф. Идната кума Наталија Трендофилова, 2024 година. И како заслужби не само за оваа манифестација фалањето на Богојавленскиот крст, туку и за светиот Спасо Радовишки, што ја прави литијата од храмот Света Тројца до Параклисот во центарот и многу други работи како заслужби Никола Милски, Сашко Николов. Со нив отпочна доаѓањето овде на базенот да го положуваме крстот во водите на базенот. Свято клонение, родителе, под вас свидетелство ваше Тебе, возлюбена от ја Сина именуја, и духовите голубине, известно ваше словесе, Gospodin, Trojice skore, ali se poklonenije. Георги Божинов, нека му е честито от Бога много здраве и радости в оваа година. Повикуваме сите спонзори да го даруваат пакетот на честниот крст. Младен крст од кумот, нека му е честито градоначалникот на општина Радовиш, Јелцаде телевизор. Честито
од аптеки Зегин има ваучер од 14.000 денари. Од црквата има Библија и молитвеник да се моли за целиот радовишки народ и од година пак да се врне. За крај нека ни е честито и од Бога благословено ова лето Господово, овој голем празник на сите да ни дарува телесно здраве и душевно спасение. Ѓорги, прв пат ли го фаќаш крст? Втор. Имаш некоја техника, како успеваш да го фатиш? Не, техника нема, се е среќа. Така, а колку пати се фрлаш? Негде 4-5 пати. И го виде крстот? Да, го видов. Треба брзо да се реагира или? Е па брзо одма, пошто го газеа другите и јас видех го и фанак го. Колку момчиња се фрлат? Негде околу 35-40. И што очекуваш еве оваа година да ти донесе фаќањето на крст? Среќа и здравје и берекет на сите. И на мене. Се фрлаш и понатаму? Да, секоја година. Вие оваа година бевте кум на богојавленската манифестација. Еве какво е чувството и зошто одбравте да бидете кум? Да, сакам да напоменам нешто. 1973 година, моите родители, покојниот ми татко и мајка Вера и Ристо Ѓозеви, беа кумови точно пред 50 години во црквата Свети пророк Илија. Тогаш се уште не беше Света Тројца. И желбата моја постоеше како семејството го формирав, растев, се ширеше, имав желба пак да бидам кум, да ја продолжам традицијата на моите родители. И тоа ми се омогучи 23-та година и некако ме исполни на некој начин, а сакам да спомнам и имав една желба голема да ја посетам светата земја Израел, поточно светите места Ерусалим, Витлем, реката Јордан и така натаму. А таа желба ми идеше уште како дете. Јас сум повозрасен, на 62 години. Некои го знаат, некои не го знаат. Еден голем верник го викаа по име Костадинчето. Тој, кога секоја миса, секоја сабота, недела одеше на црква, а бидејќи јас живеам и моите родители во близина на црквата Свети пророк Илија, и тој на враќањето, бидејќи немаше фамилија, доваѓаше и мајка ми по нешто ќе му дадеше, дали кисело млеко, дали сарма и така натаму, или сирење, и он се обраќаше со зборовите сестра Вера, брат Ристо, дури и на мене ми викаше брат Мили, јако јас како дете, и ми расправаше како со денови, со месеци патувал во државата Ерусалим и ги посетил тие свети места. И таа желба кај мене, уште како дете, обстојуваше, и минатата година преку Струмичката епархија со сопругата на 6 мај до 13 мај ја посетивме светата земја. Јас го спомнав и во говорот, таму кога одев, отидов да се померам за здравје, среќа на моето потесно семејство, на сите добронамерни луѓе и викав, Господи, ние сме земјоделски крај. Заштити не од пожари, поплави, суши, непогодности, дај им сила на луѓето земјоделци да се изборат со временските непогоди. И на некој начин се осеќам почастен од страна на Господ. Такви некои големи неповолности немавме, временски неповолности. Му посакувам и на сегашната кума Наталија да има и она, така да кажам, мирна, спокојна година и крстот да и на сите луѓе да ни носи среќа, благосостојба и мир. Општина Радовиш, повторно дел од организацијата, колку овој празник е значаен за вас? Пред се ова прилика сакам на сите граѓани општина Радовиш, во Македонија и секаде каде што ни има да и го честитам овој православен празник кој што е секоја година традиционално го славиме. Ние Радовиш сме мала заедница, гледате, меѓутоа она што не прави заедништво, она што не прави силни е она што денеска го видовме, а тоа е дека сите луѓе ги почитуваат пред се православните празници, на тој начин ја зачувуваат традицијата, го зачувуваат наследството кој ни е оставено на овие простори, да обстанеме, да живееме и да твориме. Јас во оваа прилика сакам да изразам многу благодарност до Македонската православна црква за целата оваа организација која што заедно традиционално веќе повеќе години во Радовиш ја правиме и ја го прославуваме овој ден.
Христовото практично појавување и мислам дека ова традиција ќе остави длабоки корена во сеќавањето на луѓето, затоа што ако ги гледате репортажите, Радовиш е можеби меѓу првите 3 града во државата кој што на еден достоинствен и сериозен начин го чествува овој празник. Затоа сум благодарен на сите кои што учествуваат во оваа организација. Тоа трае веќе со години. Припремите се исто така многу важни. Се надевам дека оваа традиција ќе продолжи, обележувајќи го нашето обстојување на овие простори и давајќи еден печат дека на овој простор македонскиот народ живее, твори и ќе остане да работи и да живее. За многу години денешниот ден. За многу години на сите нека е оваа година 24-та лето Господово успешна пред се. Со денешниот ден ние практично го заокружуваме она новогодишно божично славење и се надевам дека еве полека ќе влеземе во работна атмосфера и ќе почнеме и да работиме. Hvala